Локалниот автобуски превоз во Штип ќе започне од септември, одлучи Штипскиот совет на денешната седница. Новото линијско воспоставување доаѓа по големиот број реакции на граѓаните, откако такси превозот стана безмалку недостапен со најновите цени. Денес Советот на општина Штип донесе измени во одлуката за општински линијски превоз во општина Штип, во кој што се утврдени измени во линиите, мрежата на линии на превоз на патници, кои што ги опфаќаат градското подрачје и населбите во општина Штип со Чардаклија и Тричешми. Во однос на цената на билетите кои граѓаните очекуваат да бидат максимално прифатливи, од Штипската локална самоуправа велат. Прва зона е градско подрачје и максималната цена на поединечен билет изнесува 25 денари. Втора зона е населба Македонка, населба Балканска, кој што изнесува 30 денари, и Стар Караорман, Тричешми, Чардаклија изнесуваат 40 денари, се наоѓаат во трета зона. Предвидениот локален автобуски превоз се однесува и за Штип и за Карбинци. Што тоа за нив значи? Ќе значи многу од неколку аспекти пред севот сообраќајен, затоа што ќе се растерети сообраќајниот метеж кој што се случува во одредени временски интервали во нашата општина, пред се во централното градско подрачје, ќе биде исто така можност за многу наши сограѓани кои што живеат во поодалечните населби, при градските населби, да имаат, да кажам, секојдневна комуникација со централното градско подрачје. Ние во изминативе неколку недели ги оспособивме јавните постројки, односно автобуските постројки на целата територија на општина Штип, со што после одлуката на Совет ќе распишеме на тендерска постапка за избор на превозник кој што ќе го врши јавниот превоз. За општина Карбинци ова исто така ќе биде доста позитивна работа во идно време, така што сме во разговори со општина Штип за да ги договориме и деталите во однос на превозот кој што ќе го организираме во идно време. Штип своевремено имаше локален автобуски превоз кој практично ги покриваше сегашните линии, но поради драстично намален интерес за него, локалната власт беше принудена да го укине и да заштити пари. Сега, со покачувањето на цените на горивата, потребата за него повторно е актуелна.